мислам дека се уште е видлив оној digital divide што постои меѓу постарите и помладите генерации, без намера да генерализирам. Мислам дека кај постарите генерации важи правилото, ако е на интернет, ако е вест, онда е сигурно точна. Професор Ненад, како сте? Добро, релативно добро. Вчера бев полошо, денес сум подобро. Да? Да, почнав повторно да вежбам, бев 2 недели болен, се навикнав малце и покрај сите проблеми со тежината и така натаму се навикнав да вежбам. Имам проблеми со грбот хронични, па морам тоа да го правам. Него не сум баш некој спортски тип по природа. Меѓутоа кога го правам се осеќам многу подобро, мислам дека бавењето со некаков спорт, дури рекреативно, го подобрува и менталното здраве го подобрува и физичкото здраве и расположението го подобрува, иако заморува така. Не сум дека 20 годишен си плаќам одредена цена, нели, кога ќе си легнувам порано, едноставно ми е потешко одредени работи да задржам концентрација бидејќи физички се исцрпувам, ама мислам дека ќе најдеме некој баланс на крај. 3 до 4 пати неделно е доволно. И повеќе од доволно, јас секогаш така ми е интересно, бидејќи сега почнам да трчам и мислам се повторувам сега во секоја епизода за тоа зборам, но стварно е нешто што ми доста ми помогна и на физички и на ментален план. Абсолютно. Ама е интересно така кога не знам збориме со други кои што трчат и сега збориме колку истрча маратон или полумаратон време. И после кога ќе видиш ти уствари многу мал дел од луѓето трчаат маратон. Значи не знам, ако скопски маратон се случува во октомври, 10-20 илјади го трчаат. Да. 2 милиони луѓе не го трчаат и од ова 3 до 4 пати неделно е многу повеќе од... Ако имаш 45 години веќе е сосема доволно. Да. Можеби ако имаш 25, реперот е поинаков, меѓутоа на 45 години 3 до 4 пати неделно некаква лесна вежба од по сат и нешто е сосема доволно за да се одржиш така малце во некоја елементарна форма, не дека тоа нешто ќе даде не знам какви резултати вежбањето, меѓутоа важно е затоа што помага во многу метаболитички процеси. Убаво е да некако придружено и со некаква диета, ама во мојот случај за жал не е. Така да тоа ќе биде некоја втора фаза кога посериозно ќе решам да се бавам со спортски живот. После 10 години. Тоа ако ќе ти рече докторот дека мораш. Знам така, дедо ми имаше проблем со диабетес и дојде до степен да му рекоа или главата или ногата ќе мора да ја сечеме. Да, да не се доверено такви ситуации, да вежбаме на време и ако не уплашат вака некако, тогаш ќе мораме, нема да има избор. Целата работа е некако да превенираме, мислам дека превенцијата е секогаш најдобра, ама ние не сме баш култура која толку, можеби твојата генерација или помладите малку повеќе ќе створат свест за тоа. Ние бевме генерација која растеше у некаква оскудност и веројатно имаме цел живот потреба за таа некоја компензација на многу нешта, материјални и нематеријални, и малце тешко ни оди таа дисциплина, иако пак тоа индивидуално не мислам дека може да се колективизира тој феномен. Ведрината која носи убавото расположение, малце да се исцрпиш така, малце вишокот енергија негативна да исфрлиш, тоа е она што е најголемиот бенефит, па потоа и сите други работи кои доаѓаат. Апсолутно. Да, и стварна навика е. Ако ја стекнеш таа навика, без разлика дали си као мене 24 или повозрастни години, ако ја стекнеш таа навика, после тоа е се полесно. И се гледаш со нови луѓе, менуваш малце околина, и тоа не е неважно, луѓе кои работат на себе, земаш малку пример од нив, така ти дава тоа стимул некаков, уште ако си они стимулативни како соговорници, а повеќето од луѓето на мои години веќе знаат и што зборуваат, имаат доволно искуство и знаат навистина да ти дадат совет без тој да биде непотребен и не побаран, така тогаш има повеќе кратен бенефит. И психички бенефит има некако затоа што те мотивира да продолжиш. Што вели еден фитнес тренер кој вежба со мене, тој вели, тоа е вика култура на живење, или ќе стекнеш или нема да стекнеш, вика независно, и тежина независно и сите работи, мораш да работиш на себе, никогаш да не се откажуваш, така во тоа е целата работа. Најлесно е да се откажеш, да кренеш раци и да речеш тоа е сега, реков следната фаза, некои други промени во животот треба да се воведат, за да биде тоа комплетно, ама и овака е подобро отколку да седиш дома и да чекаш само од себе некако да се опреш, тоа нема да се случи. Мораш да вложиш напор, мораш малку да се испотиш, така мора малку да станеш и рано, пред часовите. Добре што кај нас часовите почнуваат од 8-9, има време сабајле да се заврши таа работа, бидејќи подоцна фаќаат па семените обврски и мислам дека пладнето е надвор од прашање дека ќе најдеш време за спорт. Не, тоа од сабајле и ја сам по себе гледам од сабајле, ако не станам,
излезам и истрчам, например, не знам, без разлика што ми е на план тој ден, многу тешко евентуално навечер, ако уште се чувствувам дека го имам тоа у мене и дека ми треба, навечер може, ама пак кога еве у ваша ситуација кога сте со фамилија, со деца, Да. тоа е уште многу, тоа е невозможно мисля. Попладне носиш други луѓе на спорт, односно керките конкретно, така ги развезуваш, ги носиш и ги враќаш, така да немаш време за свој спорт. Да. Така да тоа е врзано со еден период каде што нели се уште се несамостални релативно за многу работи зависат од родителите. Има време додека почнат да возат, постарата керка баруше 2-3 години. Да. И некој им реков дека веднаш ќе ги запишам на вожња за да можам јас да ослободам малку време за себе. Ќе им купам некое, не знам, ауто на старо, па нека се возат до тренинги назад или некој мотор или некој скутер, мада мотор не би преферирал, не ми е омилено превозно средство, али би сакал да научат да возат за да се самосталат и да си ослободиме сите време за себе кое би може да го искористиме, ама и уморот попладне си го прави своето. Да. После 4-5 сата предање некако си дестимулиран да вежбаш. Не ти е баш најпрвата активност која ти доаѓа на памет, а вака од сабале си се уште свеж, релативно одморен, наспан и дава добри резултати, бар за мене сега. Може би за некого не толку, може некој сака да оди навечер. Да. Што е за вас ментално здраве или што представува менталното здраве за вас? Прилично сум сигурен дека најдов за себе дефиницијата, за другите е веројатно нешто друго. Мислам дека оно што го нарекуваат work-life balance и дека тоа е нешто што е многу тешко. И втората работа врзано е да сватиш дека тоа е првата работа, да најдеш work-life balance, ќе се осврнам на сите точки. А втората работа е да сватиш дека имаш само еден непријател во животот, тоа си самиот ти. Тоа е втората, веројатно, поука која треба човек да ја свати и дека најтешки се битките со самиот себе си. Битките со другите луѓе некако ќе завршат, некако ќе имаат некаков епилог на крај, позитивен, негативен, небитно, со некои луѓе ќе се скараш, од некои луѓе ќе се оддалечиш, со некои луѓе ќе се смириш, со некои луѓе многу брзо ќе ги надминеш конфликтите, со некои луѓе како и да не биле и така натаму, има различни нијанси што ќе се случува во релацијата со другите луѓе. Меѓутоа, што се случува во релацијата со тебе секогаш и најдраматично и најтешко и најмачно да се справиш, бидејќи нели сите се бориме со собствените демони и тие се оние кои се најголеми во суштина. Така да се смениш себе, да го препишеш софтверот пред да стане хардвер и потоа да стане невозможно нели да се препише, да смениш некои навики. Јас лично не сум бил успешен баш во сите тие делови во животот да променам некои навики кои се штетни. Дел од навиките сум ги променил, дел од навиките не. Имам впечаток дека треба да бидам помалку импулсивен, помалку емпатичен во некои ситуации каде што за тоа не постои навистина потреба. Меѓутоа, да се навратам на првата точка, она што е work-life balance е многу битно. Порано имав некој впечаток дека се што ќе ми се понуди треба да го сработам, сите можни полиси, пейпери, анализи, сите можни предавања да ги одржам на секаде да бидам. И мислам дека тоа многу некако ме отвори на еден лош начин психички, ме направи многу пермеабилен кон влијанија, кон менување на разни околини, кон многу надворешни агенции. Мислам дека не е добро за менталното здраве да се претерува со тој тип на активности, со тој тип на напрегање, условно кажано. А она што дефинитивно мислам дека некаде меѓу 30-та и 40-та година, еве тоа би сакал вака како постар и за публиката и за тебе да остане, мислам дека таа е формативна декада за мажите и многу тешка. Меѓу 30 и 40 години, кога се в дому се куќиш, што велат, така добиваш деца, основаш фамилија, мислам дека тука е страшно тешко и за жените и за мажите. Тоа е една декада која треба да се преживее, богами, и треба да се издржи. И во таа смисла мислам дека она што мене ми придонесе да им прилично ми го загрози менталното здравје во еден период, беа социјалните мрежи. Мислам дека луѓето тоа не го приметуваат. Сега повторно се вратив на дел од социјалните мрежи, меѓутоа во многу помал формат и во многу помала мера. Она што таму се случува, мислам дека не е здраво по ниедна основа. Посебно ако коментираш, како ја што коментирам, работи за политика. Мислам дека ситуацијата не е само поларизирана, не е само тоа дека луѓето разменуваат различен тип на аргументи, не е само. Мислам дека има еден добар, солиден дел на луѓе кои се елементарни социопати. Кои седат на социјални мрежи, мислам дека ниту имаат култура на комуникација, ниту имаат култура на да внимаваат на тоа како
како ги кажуваат работите, ниту имаат било каква смисла за емпатичност или за другиот. И социјалните мрежи, баш бидејќи се деперсонализирани, не ни очекувам. После некој време сватив дека тоа едноставно нема да се случи. И дека најдобро да се тргнеш од таму за да се деконтаминираш. Ми каже еден мој пријател, политички аналитичар во една емисија, вика, што си отворил општо, вика, тоа е зло. Тоа е зло, посебно Facebook. Да, за Facebook имам најмногу критики. До некаде и за Twitter, меѓутоа за Facebook повеќе, мислам дека стварно е социјална мрежа која на крајот на денот се сведува на тоа дека како ќе си го скроиш, така кого си избрал за пријатели, кого си кикнал, кого си блокнал, бидејќи тоа се легитимни работи. Не мораш баш секого да трпиш, така. Меѓутоа бев многу таков пермисивен, пермеабилен за влијанија, многу отворен кон луѓето, ајде секого ќе прифатиш за пријател, за да тоа ти се обие од глава. И во еден момент стана толку напнато и досадно и те преоптеретува на еден начин ментално, што се исклучив од сите социјални мрежи. Сега повторно ги отворив, меѓутоа само за да објавувам некои селектирани работи без никаква намера да коментирам, да влагам во дебати. Мене дури ме чуди степенот на екстровертност на некои луѓе на таа мрежа, степенот на желба да бидат ангажирани, која по мене преминува една фина линија на општествена ангажираност и влага во патологија. Влага во патологија. Мислам, ти да имаш по 5-6 поста дневно, да ги апдейтуваш луѓето за тоа што цело време ти се случило и што ти мислиш за секој еден поединечен феномен кој се појавува на политичка сцена, на културна сцена, на општествена сцена и така натаму. Мислам дека влага во некаква екстровертна патологија и дека тоа е работа за психолози, не е работа за нас тука во подкастов да го разговараме, ниту па за политиколози. И втората работа има доста токсицитет во целата таа работа, има доста токсичност, посебно на Facebook има доста луѓе кои доаѓаат таму сега, да не ми замерат, ќе употребам еден колоквијален термин, да се лечат врз другите луѓе, и тоа е многу тажно, ептен, не доаѓаат. Најголемиот проблем со Facebook, тоа им го кажам стално и на студентите и со социјалните мрежи, они можат страшно негативно да влијаат на менталното здравје, особено што ретко кој доаѓа таму да размени некакви информации. Во принцип сите знаеме зашто се користат социјалните мрежи. Ти доаѓаш да ги потврдиш ставовите кои веќе ги имаш. Доаѓаш по социјална конфирмација, по психолошка сатисфакција некаква. Не доаѓаш по тоа да размениш аргументи. Кога некој ќе ти го наруши твој светоглед, кога некој ќе ти навлезе во она што е предоминантно, не знам, твоја перцепција за нештата, твоја идеолошко убедување, политичко или било какво друго, тогаш луѓето стануваат и агресивни и нападни и така натаму. Имав еден доста контраверзен, но искрен пред се статус за Преспанскиот договор. Она што ми го пишува во инбокс, мислам дека беше особено да ја крајно ги спочитував луѓето што ме пишува со име и презиме. И вообичаено тие беа оние кои пробаа некаков аргумент да соочат со мене. Оние кои пишуваат анонимни профили ботуваат, нели, и така натаму, а не знам од која причина сум ги прифатил за пријатели, тоа беше страшно, мислам. Тоа требаше како кейс стади да се земе за социјална патологија што се случува кога луѓето радикално не се согласуваат со твојот политички став. При тоа тој статус немаше никакво тврдење, имаше прашање. И предлог да се направи нешто на кој никој всушност не одговори, него луѓето го читаат она што сакаат да го прочитаат. Така да тоа не може да им помогнеш. Јас се сеќавам на тој статус, бидејќи беше на неколку недели за време пред референдумот. Пред референдумот, ама и беше на месец дена од кога ја почнав на политички кај вас и се сеќавам го прочитав статусот без да се знаеме, без да видам како професор и после тоа на 1 октомври професорот Ненад го нема на Facebook. Најпаметната одлука што сум ја донел апсолутно. Мислам дека тоа ми спаси многу нервоза, тогаш мислам дека нагло ми се подобри менталното здравје, да. Не ценам луѓе кои се keyboard warriors, кои седат за тастатура и те навредуваат. Има една супер реченица од Тони Сопрано, од Сопранос, вика, луѓето вика во лице нема да ти кажат ни 10% од она што би ти го кажале, нели, позади грб. Или позади сигурноста на некој лажен профил и така натаму. Веруваш дека никој, буквално ниеден не ми приде работите што ми ги кажа на социјалните мрежи, да ми ги каже во лице, никој не собра храброст. Осим поблиски луѓе со кои отворено сме разговарале у некаков конструктивен тон, така во некаква bona fides што велат со добра волја, никој не собра тие силни keyboard warriors да дојде да ме разубеди лично и да рече, седни да ти кажам зашо не се слагам со тебе. Никој, ниеден, нула. И тоа е она што разочарува, тоа е она што ти кажува каква е психологијата на луѓето, едноставно.
мислам да ме убеди, а при тоа да не биде агресивен, да не биде сега ќе те натапам заради твојот статус. Не, немаше ни тоа дури. Барем тоа да го имаше, барем некој да кажеш еве сега да дојде да ти каже сакам да те натапам, толку ме повреди твојот статус што добро тогаш би седнале да разговараме зашто се осеќам повредено, така? Тогаш целата дискусија би отишла во друг правец. Никој. Апсолутно и во разговор со помладиве студенти кои се сега, всушност не се помлади, веќе се на мастер, веќе се она што велат џомби, така. Ми потврдија дека у суштина и кај таа генерација која има сега 20, 22, 23, и на тоа се сведува на некаков ангажман позади тастатура и дека реален социјален ангажман нема, дури дека тој дигитален некој свет во кој се живее ги разоружува луѓето потоа на вистина да излезат на улица или да кажат нешто или да побараат нешто од државата или да протестираат и така натаму. Мислам дека знае да биде добра алатка за организација, знае да биде добра алатка за луѓето некако да бидат задоволни со тоа што се искарале со некој во виртуелниот простор и после тоа да речат па добро, не ми ни треба ангажман во реално време, така. Да. Голема работа. Освен овој дел со сега дека нашавме темата, освен овој дел со нели keyboard warriors и пишување статуси и подвртување на некои своји лични фрустрации, можеби и верување. Како, мислам, Facebook поготово имаше голема улога во голем дел од кампањи каде што станува збор за дезинформација. Поготово бидејќи на Facebook е најлесно да се сподели, не знам, статус или вест од no-name вебсайт, без разлика дали е наш или странски, и тоа на крај влијае за голем дел луѓето, најчесто претежно во повозрасни години да тоа да го гледаат и тоа е, амин. Како тоа влијае врз мислењето или како тоа влијае врз луѓето кои што се занимаваат и со политика, но и надвор тоа, кои што треба да одлучуваат за одредени работи. Тие некои дезинформации кои што нон-стоп сега, не знам, не сум толку на Facebook, сега не знам како е, ама од времето Брекзит, Трамп, па до нашиот избор. Исто е, ништо не е променето. Јас колку што ги гледам статусите, повеќето од луѓето што ми биле пријатели ми останале меѓу време, нели кога го реактивираш профилот, ти се враќаат сите, просто продолжуваш од кај што си застанал. Едино што во оваа некоја пауза од колку 5 години вајда што ја направив или повеќе, едино што приметив е дека е многу повеќе реклами излегуваат, многу е поискомерцијализиран, дури до степен кај што више стално ти предлага некои сајтови врз база на твоите интереси и така натаму, алгоритмот е станат многу понапорен, оној комерцијалниот алгоритам, и дури да ти не ги гледаш ни статусите на луѓето, мене тоа многу ме чуди. Многу искомерцијализиран Facebook во овие 5 години. Јас бидејќи не бев 5 години, можам да видам разликата, прилично е различно во тој дел. Алгоритмот е усовршен, те лови што лајкаш, така како лајкаш, веднаш ти дава сугестии за тоа и така натаму, ама ајде да речеме дека тоа е помалото зло, она што е еднакво зло како и пред 5 години, дека ништо од ова што кажа не е заминато. Тоа е повторна платформа во која ќе се споделуваат и лажни вести, фрустрации на луѓе, и гнев, и емотивни реакции, и мислам дека се уште е видлив оној digital divide што постои меѓу постарите и помладите генерации, без намера да генерализирам. Мислам дека кај постарите генерации важи правилото, ако е на интернет, ако е вест, онда е сигурно точна. Има луѓе кои се претежно во повозрасни години кои споделуваат се и се што. До степен да нема тотално никаква критичност или осврт дека тоа може да е фейк ньюс, дека може да е кликбейт, дека може да е мал информација, дезинформација, има секакви и така натаму и така натаму. Ковид кризата тука не тестираше прилично. Го тестираш и капацитетот да сослушаме другата страна, дури сопствениот мој капацитет. Сватив во еден момент дека стана многу нетрпелив кон другата страна. Иако сигурно не се сите аргументи на моја страна, прво ја убива таа некоја култура на диалог, иако треба да биде средство за диалог. И втора работа, мислам дека даде една, како да кажем, основа за ширење секакви глупости и елементарен тест на интелигенција беше целата таа криза. Ова со Украина уште ми го влоши тоа. Меѓутоа, кога ќе доеш во некои години кај што ти е јасно се која страна зошто и како објавува, веќе малце може да го контролираш тој процес полесно. Меѓутоа, тоа критичко мислење не е баш секаде изразено, го нема во нашето општество, не е баш феномен кој е поволен кај нас и како што сите знаат, мислам, тоа е познат факт, ние сме предпоследна земја во медиумска писменост.
PISA тестовите ни се за никаде, што значи дека знаењето и спознавањето не ни се баш, како да кажам, појака страна, дека многу треба да се работи во нашето општество и веројатно сега некој веројатно би скоментирал, не знам дали на вашиот подкаст се дозволени коментари под снимките, дека можеби јас сум дел од проблемот, не од решението, и ја би рекол дека веројатно е така. Веројатно нешто треба да се смени во целиот образовен систем во кој јас припаѓам, за да можеме да мрднеме напред и малку од малку да постигнеме некаков прогрес во однос на она што сакаме да постигнеме. Ние првпат после 20 години со професорот Иван Дамјановски воведовме академско пишување и критичко мислење. Ни требаа точно 20 години од нашиот живот и јас да го жртвувам предметот на кој магистрирав и докторирав, кој професорот Иванов ми го остави, професорот Чкарич ми го оставија во наследство, само за да направам доволно простор да се предава на факултетот, бидејќи ретко кој сака да жртвува свој предмет а претежно знаеш и самиот предметите со таа нека нормативна политичка теорија и право, и економија до некаде, помалку историја, меѓутоа никој не сака да жртвува предмет за нешто што е skill-based предмет, а нешто што суштина на општество насушно му треба. Дури медиумска писменост треба да е посебен предмет, со професорката Бачовска Недич, тоа стално го збориме, дека можеби тоа треба да е посебен предмет на кој ќе му се посветиме, затоа што мислам дека нашето општество е класична жртва на тој тип на дезинформации, кон кои си имаме одреден афинитет, дали заради идеолошки убедувања, дали заради слаба медиумска писменост. Меѓутоа верувам дека има многу луѓе што знаат дека тие работи не се точни, ама им влегуваат во рекурсна приказната која сакаат да продаат. Така да не е битно дали се вистините или не, битно е дека се таму и личат, изгледаат вистинито, па сега колку ќе успееш со нив толку, така не е тоа. Не е спорно дека луѓето ќе ги користат и на најопортун можен начин. Зошто сме толку подлежни на дезинформација? Еве, ајде сега да не одиме. Мислам дека социјалните медиуми ни даваат некоја слика дека не само тука сме подлежни на тие дезинформации, напротив, на секаде така, ама зошто на пример кај нас тие работи највеќе палат? Мислам дека е доста сложено прашањето. Дел го одговоривме и мислам дека се однесува на оној дел каде што луѓето немаат низ образовниот систем стекнато никакви критички вештини да се справат со различен тип на информации или да научат да ги проверуваат барем од повеќе извори, ако ништо друго. Во таа смисла е дека можеби тој дел ќе го адресираме на долг рок. Можеби ситуацијата ќе се подобри ако образовниот систем тоа го дозволи. Меѓутоа факт е дека сме доста како народ и не само ние, мислам дека ова што го зборуваме глобален проблем, кај нас е само малце повеќе видлив од други места. Како народ сме доста афективни, емотивни и мислам дека таа афекција или таа емоција често ја користиме како компензација за она што е когнитивно, за она што е спознаено. Таа теза одамна ја имам и мислам дека е точна, бидејќи ми се потврдила премногу број пати за да биде неточна. Сум ја тестирал на многу нешта. Во оној момент кога дебатата стана емотивна, во оној момент кога практично емоциите доаѓаат на местото на спознаеното, на рационалното, е оној момент кога ти всушност се губиш во дебатата. Кај нас тој емотивен момент од пцуење, нервирање, заканување, етикетирање, не знам, разноразни форми на шовинизам, сексизам и така натаму, секогаш се користат како компензација кога немаш аргумент. No. И мисла дека луѓето со тоа ќе компензираат нешто, всушност тоа е најголемото признање на пораз. Ама тоа кај нас не се доживува така. Таа некоја емотивна исполнетост, таа некоја емотивна психолошка сатисфакција која луѓето ја бараат од тој комуникативен чин веројатно им е поважна отколку да излеземе со некаков заеднички заклучок, компромис, вистина и така натаму. И тоа како менталитет кај нас многу побавно ќе се менува отколку медиумската писменост. Медиумската писменост еден ден ќе дое на своето место, верувам. Критичкото размислување ќе дое на свое место, верувам, меѓутоа овој тип на менталитет кој го фаворизира афективното и емотивното во однос на когнитивното, мислам дека е генетски запишен, иако како професор не би требало да користам вакви драматични фрази и да верувам во такви предетерминирани концепти. Мислам дека е запишан во кодот на луѓето овде и дека долго време ќе треба да се смени. Ние сме южњачка, помалку и медитеранска, нели, или близу до медитеранска култура која лесно е запаллива, лесно паѓа во афект, во емоции. И тоа често не било противник. И во јавните дебати, и во тоа да постигнеме некаков позначителен политички успех на меѓународна сцена. Лесно се разочаруваме, има малку дефетистички
како да кажам, менталитет, и тоа мене многу ми пречи, меѓутоа не можеш да се бориш, нели, како индивидуа против колективното, тешко е. Можеш да дадеш некаков свој скромен допринос и тоа е тоа, повеќе од тоа не можеш. Не може, и тоа е интересното секогаш, гледајќи како луѓето размислуваат овде, и кога станува збор за избори, кога станува збор за избирање нови луѓе, мислам дека секогаш се иде она идеалистички, окей, треба нови луѓе, треба со ова да средиме, треба она да средиме, ама на крај на денот кога ќе погледнеме, нашиот народ едни исти луѓе ги бира нон-стоп и на ист начин. Као, да, сакаме демократија, ама сакаме лидери што ќе не водат, цврста рака што ќе не води. Не сакаме корупција, ама кога нашите се на власт, сакаме да имаме корист од тоа. Добро, тоа е врзано за веројатно некаков опортунизам кој овде се створил. Уште на почетокот на 20 век има еден српски антрополог кој македонците ги опишал со една многу негативна карактеристика, велел дека се склони кон морална мимикрија. И нормално се, он ги третирал како србини или од јужната покрајна и така нато, меѓутоа јасно е дека мислел на македонците. Тоа е во времето на кралството Југославија, правено истражување пред Втората светска војна, еден од првите антрополози кој, ајде да речеме дека со денешен речник проучувал политичка култура, он заклучил дека македонците се склони кон морална мимикрија, кон преправање, кон адаптирање. Меѓутоа, од друга страна, тоа е сосема логично, затоа што е поднебје каде што поминале многу војски, поминале многу различни цареви, кралеви, императори, и луѓето секогаш морале да се адаптираат на ситуацијата. Така, тоа е она што им останало. Таа адаптибилност не мора нужно да е лоша. Лоша е кога е лажна, нели? Лоша е кога е овој тип на мимикрија, емотивна, морална и така натаму, меѓутоа не нужно е лоша кога треба да се адаптираме на брзи промени. Од друга страна се адаптираме само на оние промени на кои не одговара. Ние сме секогаш заглавени помеѓу она што е традиција и она што е некаква желба за успех и никако да ги помириме тие два концепта. Мислам дека од една страна го имаме проблемот на тоа дека сме општество кое сака да се ослободи од одговорноста и да префрли секогаш на некој друг. Мислам дека сме општество кое хронично, на кое хронично му недостасува лична одговорност. Тоа е врзано за тоа што сме и колективистичка култура, затоа што сме култура на која недостасува страшно многу индивидуализам, нешто што мене многу ми пречи, без намера да речам дека тоа треба да премине во некаков, не знам, солипсизам или осаменост или некаков радикален, некој радикално јапонско сценарио на осамување, како што постојат таму, нели, оние класични случаи на оно што они го нарекуваат хикокомори на комплетно осамување на млади луѓе кои не комуницираат со никого. Не зборам за тоа, меѓутоа зборам дека малце на луѓето им недостасува интегритет, затоа што кај нас колективот е се уште многу доминантен, а он врши притисок, он врши влијание, он ја крши на некој начин индивидуата во голема мера и ја тера да се приклони кон предоминантните норми кои истиот ги наметнува. Така, мислам дека тука жените се во многу понеповолна позиција од мажите, се уште, иако мислам дека и на мажите не им е лесно, така да сите тие работи кога ќе ги поврзеш, добиваш профил на една култура која ќе треба уште многу да се менува, уште многу да се адаптира, иако не мислам дека вината е исклучиво наша, ние сме единствена култура која навистина била нападната по многу идентитетски основи, нападната на многу групи безобразен начин. Не сме морале да правиме компромиси кои биле тешки, кои биле прилично мачни, и во таа смисла луѓето веројатно веќе имаат и замор на материјал, па почињаат малку и демократијата да ја гледаат како непожелна, неубава, бидејќи ништо убаво не им се случило во истата. Така, па имаш романтизирање на некои претходни времења, па имаш, нели, сомнеш дека можда авторитарни некои режими се подобри и така натаму. Тоа се процеси кои се тотално логични ако погледнеш од страна што се случува, така да мислам дека ние проблемот со демократската транзиција го претворивме во проблем со демократска консолидација. Така да никако да се консолидираме и да ги затвориме тие некои големи прашања, или што викаше еден наш колега, повеќе твој врсник отколку мој, ние се уште се бавиме со големите прашања како општество и тоа мислам дека не ни помага на ниеден начин. Ајде конечно да станеме општество кој се бави со некои досадни работи, секојдневни и така натаму, ама ете не ни било пишано, се уште со мега прашање, мета наративи се занимаваме. Тоа е интересно дека што сакаме да гледаме на работите надвор најчесто од Русија до Америка до Кина, ама овде не знаеме што да правиме со самите себе. Сакам малце да направиме муабети за изборите кои што ние снимаме сега 1 април. Не знам, оваа епизода ќе можеби најверојатно ќе ставиме измеѓу двата круга.
Ама како вие гледате на самата ситуација кај нас од страна на тие што ќе бидат избрани и тие што избираат? Каква е атмосферата во двата табора? Мислам дека сме во фаза на еден тотален антиклимакс, комплетен, затоа што мислам дека како сите партии прв пат, што можеби за претседателските не е баш истата ситуација, си имаат помирено со исходот на изборите. Прилично сите анкети укажуваат какви ќе бидат изборите и нема никаква тензија, нема никаква драма, нема никакво исчекување. Горе-долу во пратеник се знае исходот на изборите, помалку или повеќе. Се претпоставуваат постизборните коалиции и у принцип тоа е еден добар индикатор дека може да има избори без никаква драма и не мора да има влагање у собрание, протести по улици, не знам, истепани луѓе и така натаму, дека изборите може да се случуваат на еден сосема нормален начин без никаква, како да кажам, без никаква особена афективност во општеството нагласена и така натаму. Во таа смисла не мислам дека нешто драматично ќе се случи. Мислам дека ќе има некоја просечна излазност на изборите, релативно нормална. Парламентарните веројатно нема да бидат воопшто неизвестни, но претседателските ќе бидат поинтересни. Тука не знаеме како ќе биде меѓу двата кандидати после првиот круг разликата. Таа ќе ги диктира психологијата, потоа и мобилизацијата во вториот круг и на сите партии во зависност од разликата меѓу двата кандидати за кои се претпоставува дека ќе одат во вториот круг. Меѓутоа, и тоа мислам дека ќе помине во една фер и коректна атмосфера. Нормално сега во однос на кампањата ќе има се и се што. Ќе има и негативни карактеризации, ќе има и негативна црна кампања, ќе има и се, тоа не е нешто што... Меѓутоа се е тоа во духот на изборите, луѓето мислам дека не треба толку сериозно да го разбираат и да се прави драма. На крајот на денот се покажало дека кампањите воопшто не влијаат на изборот на луѓето, дека луѓето многу пред почетокот на кампањите се веќе определени за кого ќе гласат и дека тоа многу тешко ќе им го промениш. Така да не мислам дека нешто ќе се случи драматично, мислам дека и кај луѓето нема некој немир особен. Партиите како партии се расправаат, луѓето како луѓе ќе се конфронтираат, кандидатите тоа допрва не следи. Не очекувам некоја особено прљава битка, посебно не за претседателските избори, сепак кандидатите сите 7 се профилирани, повеќето од нив професори или луѓе кои се, не знам, доктори или луѓе од сериозни професии. Не мислам дека ќе има сигурно и по некоја навреда, претпоставувам, меѓутоа не очекувам тоа да биде под некое цивилизацијско ниво, бидејќи, како што реков, не мислам дека било што од овие дебатни емисии, анализи, длабоки, надолго и на широко, спотови кампањи, негативни карактеризации, Facebook, Keyboard Warrior кампањи и така натаму, ќе сменат било што во крајниот исход или може да сменат апсолутно нешто минимално. Така да не очекувам никаков скандал. Тоа е добро, општеството на некој начин пацифицирано, мирно, прилично достоинствено сега за сега ги дочекуваме овие избори и мислам дека секогаш треба да е така. Независно каков ќе биде нивниот исход, дали нас ќе ни се допадне или не, некогаш твојата партија ќе победи, некогаш ќе изгуби, мора да се свати така, нели, се лави, тоа е животот, не можеш константно да бидеш на победничката страна и тоа е сосема во ред. Во крајна линија тоа е и убавината на демократијата, така да отидеш некогаш и во опозиција да размислиш, па потоа после неколку години да се вратиш на власт со некакви нови идеи, нови луѓе, иако тој пул на луѓе кај нас е прилично сиромашен и прилично сме склони се партиите кон рециклажа, тоа е нешто малце разочарува, меѓутоа во држава која има 1,8 милиони граѓани не можеш да очекуваш дека кој знае што ќе се случи во однос на таа нека регрутациона база која ти стои на располагање. Мене ми е интересно дека ова се први избори и ова оди малце од тоа што спомнавте, ова се први редовни избори после 2006, ако не се лажам. Парламентарни. Така ќе му дојде, да. Да, и така тоа е... Сите беа предвремени. Да, нон-стоп, значи тоа се 15 години плюс... Сата и таа мирнотија веројатно кај луѓето конечно нешто се врати во колосек, мада мислам дека брзо ќе почнеме пак со циклуси на предвремени избори, не знам оние кои претпоставуваат дека ќе се случи бугарско сценарио и дека ќе имаме период на нестабилни влади во идниот период. Не мора да значи дека ќе биде така, тоа е само едно од многуте сценарија кои стојат на располагање. Но ако биде така, тогаш ќе мораме да се навикнеме дека ќе се вратиме кон оние избори еднаш годишно, еднаш во годината или еднаш на 2 години и така натаму, и дека тоа повторно ќе биде малце ќе го вознемири тоа општеството, пак убаво е да има пауза, нели, малце луѓето да се одморат.
од таа процедурална демократија и да настапат други форми на демократија, кои што се делиберативна, асоцијативна, партиципативна, не мора све да се сведе на избори, така не е демократијата само избори. Ама ќе видиме во секој случај од исходот на изборите, ќе да знаеме што понатаму ќе биде. Да, спомнавте и малце околу излезноста на изборите. Иако, да, ние веќе имаме некоја нормална излезност, која што пак не е задоволителна. Ако гледаме 1,8, например, еден од ставовите најчесто кои што луѓето кои што не излегуваат на гласање, е што еден глас ништо не менува. Зошто да. Некој коментар на тоа, како зошто го мислите, дали тоа стварно е така во пракса? Па секогаш во теоријата 1/4 од луѓето ти се апатични или незаинтересирани за политичкиот процес. Иако меѓу апатија и незаинтересираност има разлика, апатичен стануваш кога веќе си се презаситил, меѓутоа си бил запознаен со политичките процеси. И во еден момент ти се згадила демократијата, ти се згадили изборите, особено ти се згадиле партиите и викаш немам за кого да гласам, така, немам веќе избори, не сакам. А незаинтересираност е група на луѓе кои никогаш не ги интересирала политика, кои не можеш да ги натраш, воопшто не име во ракурсот на живењето политичкото, така. Тие се многу малку, тие се четвртина од општеството, да речеме. Ама па се од друга страна немаш никош 75% излезност, ако другите 3/4 ги гледаш, така да имаш тука доста луѓе кои од протест не излегуваат. И тоа е некаков нормален политички став, со тоа што треба кога имаш таков став треба да знаеш една работа. На крај сепак некој ќе одлучи за тебе. Ако мислиш дека си се куртулил од тоа да носиш јавна одговорност и дека после тоа животот е песна и дека ја не го бирав овој нема да ми влие, се лажеш, ќе ти влие. Не постои, дури и бойкотот е избор кој носи последици. Затоа што тогаш посташ некој друг да решава за тебе, така. И последиците за јавните работи кои политиката ги уредува, ги сносиш самиот и немаш каде да избегаш од нив, така. Тоа е едноставно. Останувањето дома е убаво од аспект на тоа дека ја не сум учествувал овој криминал или во наводници, ама од друга страна тоа не значи дека она што потоа ќе се решава собрание во влада на ниво на локална самоуправа тебе не те тангира. Така да нема каде да се бега од политиката во принцип. Политичкото е инхерентно на човекот, така тоа е се е политика и во принцип тоа нешто едноставно е така. И мислам дека таа некоја абстиненција или тој некој револт кај луѓето, колку што е нормален, толку е и непродуктивен во суштина. Нема да донесе никаков особен резултат. Потоа од некаков субјект на политиката да се претвараш во обичен објект, ама пак си објект на политиката. Не можеш да избегнеш таа релација со секојдневието. Треба ептен да се осамиш или да отидеш во планина да живееш за да ништо не те тангира. И самата сметка за струја што ќе ти дојде е политика, така. Да. Не, тоа е, се е политика и ти не можеш да береш дали ќе биеш или не во тој некој политички процес, ти инхерентно си. Апсолутно. Сега да пред снимање скоро заборев дека исто бевте дел од Советот за безбедност. Се уште сум актуелно. Да, не знам дали се уште сте. Нели мандатот првиот на претседател Пендаровски не заврши. Да. Мене ми е интересно, бевте таму за време на корона. И Украина. И Украина. Како тоа влијае врз вас као личност, да ги знаете сите информации кои што не се јавни, кои што се дел од тоа тело, кое што е највисоко тело за безбедност во државата? Прво сакам еден мит малку да разбијам. Да, ние како членови на Совет за безбедност, јас и професорот Гоцевски и професорот Лјатифи, оние рече кои се по предлог, кои не се екс официјо, нели, по службена должност, туку се по предлог на претседателот, имаме сертификат безбедносен каков што треба да имаме и така натаму, но мислам дека степенот на информации кои се споделуваат на Советот безбедност на крајот на денот јавноста ги дознава. Не може нешто премногу да се скрие, така да не постојат некакви мистични некои информации кои таму циркулираат, кои не знам луѓето не треба да ги знаат или не смеат да ги знаат. На крајот на денот сео тоа на крај излегло во весници или по еден или по друг канал протекло и така натаму, не протекло у смисол како безбедносна информација, него дошло времето да се објави, така. Да. Не дека би протекувале информации да не го злоупотреби се некој во што го кажав. Да. Едноставно се дознало. И нормално, тоа се информации кои повеќето од луѓето може да ги прочитаат и на, не знам, стручни сајтови и така натаму, иако кога ќе ги слушнете прв пат и кога се уште класифицирани, кога се, нели, не се за јавност и така натаму, некој од нив да, многу загрижувачки звучат. Се сеќавам кога министерот Филипче зборуваше
за короната едноставно не соочи на едно од седниците на Советот за безбедност, тој беше гостин, не е по функција член на Советот, меѓутоа претседателот има право да повикува нели експерти, гости и така натаму. Најчесто се тоа директорите на разузнавачките и контраразузнавачките агенции, началник на генералштаб и така натаму, беше министерот Филипче во ситуацијата. И кога не соочи, едноставно рече луѓе ова ќе се шири. Едноставно нема каде доди, помирете се, ќе има и смртни случаи, едноставно не можеш да се избегни. Сега тоа ти е малце тебе шок. Некако се надеваш до последен момент пуста човечка психологија, нели дека тоа ќе не одмине, дека можеби нема да ги заземе тие, и на крај завршивме со огромна смртност. Меѓу првите 10 држави кои бевме 4, 5 таму, прилично непопуларни со Словенија и со Босна заедно. Во првите 10 никој не претпоставуваше дека тоа ќе оди толку лошо. Иако мерењето на смртноста не беше исто во сите држави, имаше држави кои масовно фалсификуваа, ние решивме тоа да не го правиме. Решивме реалната бројка да се објави и можеби тоа не чинеше нели некаква јавна критика, го чинеше Министерството за здравство и така натаму или владата и така натаму, меѓутоа беше подобриот пристап. По мене, затоа што не требаше да се фалсификуваат тие бројки, многу влади го правеа тоа низ светот, за да намала таа перцепција. И вториот момент кој исто беше многу непријатен, многу беше, како да кажам, буквално неверојатен, нема подобар збор од тоа, беше нападот на инвазијата на Украина. Дека некој во 21 век ќе дочека такво нешто, дека две големи држави ќе завојуваат, кои при тоа припаѓаат исто и на ист религиозен корпус, нели кои припаѓаат некогаш и на заедничка држава. Но толку тој диалог да отиде во погрешен правец, да не може да се најде заеднички јазик, просто звучеше неверојатно. Се сеќам кога премиерот ми раскажуваше дека не пред Зеленски, туку премиерот на Украина се јавувал по сите пријателски држави, се јавил и кај нас на нашиот премиер и му рекол, ние ги слушаме тенковите од другата страна на границата. Значи они ќе не нападнат сигурно. И дека тоа малку така морничаво звучи. Тоа не се пријатни информации кога ќе ги дознаеш, не се пријатни информации кога од прва рака некој ќе ти ги каже. И многу јасно дека ти тука како држава имаш многу мал удел да помогнеш или да направиш нешто. И во двете ситуации, во ситуацијата со ковид и во ситуацијата со Украина, и добро е да си под некаков безбедносен чадар кој колку толку може да ти во таа ситуација да ти гарантира некаква безбедност. Иако јас искрено се надевам веќе на деескалација на ситуацијата, евидентно е дека во Украина ситуацијата не оди ни напред ни назад, фронтот се поместа за многу малку. Ова се позициите од кои ги се преговара, прашањето е само кога тој момент ќе настапи и каков ќе биде епилогот, така. Меѓутоа се постави прашањето што потоа, така, како ќе се уредат односите во светот. Ова епизода која веројатно предизвика толку голем преседан после кој нема враќање. Мислам дека никогаш нема да може да се стабилизираат односите на начин на кој беа во времето на таа некоја златна спрега помеѓу Ангела Меркел и Владимир Путин. Мислам дека сега веќе работите ќе одат во сосема друг правец и можеби тие некои микроконфликти ќе зачестат на географската мапа глобална, не само во Европа. Иако пак, нели, по таа психологија која веќе спомнавме, се надеваме дека нас ќе не одминат како дел од НАТО и дел од некој безбедносен чадар кој колку толку треба да ни гарантира дека ништо драматично нема да се случи. Тој чадар секако не ве штити од внатрешна нестабилност, која можете сами да си ја приредите. Оно што сами може да си го приредите, не може никој да ви го приреди. Така да тоа е оно што треба да го имаме предвид. Да. Мене ми е интересно и баш пред некој ден со колега зборавме за тоа како јас од кога завршив со факултетов малце намалив со политика и малце повеќе намалив со политика. До тогаш пасивно следев и знаев што се случува, што се вика у изборите у Ајова, знаев до најмали работи, детали што се подобро од голем дел на американци. Тоа знае да исцрпи многу, да. И ама кога ја направив таа одлука, како вие што спомнавте, кога ве снема од социјални медиуми, мене животот ми е многу подобар. Апсолутно. На ментален план. Сега, кога се случува такво нешто со Украина, баш седнав со колегата Ази, зборавме баш тој период и он имаше малце повеќе информација од мене. Веднаш во тој момент кога почнавме да збориме за сценарија, што, како би било понатака, како би се одразило и одмah ти се враќаат некои филмови и многу полошо ќе чувствуваш. Јас тој тип на пресинг го седив сега, бев во Тбилиси, бев во Грузија. И јас сватив дека ние немаме проблем. Нас ни е далеч на идејата на некаква руска инвазија или војна со Русија и така натаму, затоа што
има еден цел периметар на земји кој прво треба, нели, таа војска да ги прегази или на некој начин да конфликтот да се разбукти во некои други делови на светот. Меѓутоа во Грузија и го има тој тип на психоза. Бе во Варшава пред колку му даја пола година. Го има истиот тој тип на психоза, кај нас тој тип на психоза го нема. Ние се бавиме со некои теми, дали ќе сме ги почнале преговорите, бугарите дали ќе сме ги ставиле устав, северна никогаш северна, теми кои се многу поефемерни и кои не се екзистенцијални. Тие се символички теми. Овие луѓе се бават буквално, ја не видов ја мислам дека толку украински знамења колку што видов во Тбилиси нема ни во Украина. Неверојатна поддршка за Украина, неверојатно антируско расположение, поттикнато, а од друга страна грузиската диаспора работи во Русија. Значи екзистенцијално зависат од Русија, барем диаспората грузиска во најголем дел, а од друга страна толку многу се плашат што е целата сценографија е прилично дефанзивна. Заради тоа што има страв дека не знаеме кој е следниот потек на Владимир Путин, така дали можеби Грузија ќе биде загрозена, пољаците и на истиот начин размислуваат, прилично се скептични. Они имале неколку историски искуства негативни со Советскиот сојуз, со Русија и така натаму низ векови наназад и се многу дефанзивни, прилично оптеретени со тоа прашање. Ние овде има една многу полевтрана, полежерна, полаконска атмосфера, да не се лажеме. Ние сме многу далеко од тој тип на психоза и тој тип на пресинг, а сепак успеваме некако да си направиме социјална драма и надвор од тие прашања. Така да и без таков притисок, условно кажано. Така да не знам, можеби треба малку подобро да евалуираме позицијата во која се наоѓаме и да бидеме благодарни што сме во овој дел на светот кој колку е лош, толку и добар за многу работи. Или што рече министерот на надворешни работи на Србија на еден самит во Будимпешта, го слушав, он вика, немаш, вика, што ние да зборуваме за руско влијание или проруско влијание, ние 48 ги расчистивме односите. Добро, тоа можеби малку wishful thinking, мисли он дека тоа нас ќе ни гарантира нешто, ама да, во принцип е во право. Ние никогаш не сме имале ниту проблем, ниту претерана љубов, сме имале една индиферентност кон Русија и кон Советскиот сојуз. 48 навистина односите биле комплетно прекинати и од тогаш имаме таква некоја безбедна дистанца во односите. А што се покажа за сега добро, инаку нашето влагање во НАТО не е врзано за Русија, тоа сакам тој мит овде да го разбијам. Професорот Гоцевски ми каже дека за прв пат ние сме поднеле барање за влез во НАТО 92 година, по првото свикување на Советот на првиот Совет за безбедност во кој беше и професорот, како тогашен министар за одбрана по службена должност. И во таа смисла тогаш Русија не беше никаков фактор. Ние сакавме тогаш да се спасиме жива глава од балканските судири, така. Ние главата не болеше заради соседите, не болеше заради Советскиот сојуз или Русија или било која голема сила и така натаму. Така да ова е само една коинциденција која се случува и не мислам дека е кај нас Русија централно прашање во таа смисла. Иако добро, партиите ќе пробаат едните и другите, оние малку кои се проруски и оние повеќето кои се антируски настроени да направат од тоа тема, ајде да не се лажеме, тоа не е тема кај нас. Реално нема тема која има таква тој тип на тежина или тој тип на драма, тој тип на афективност не носи со себе. Да. Зборавме доста за проблеми, за одредени конкретни ситуации со кои се соочуваме, од социјални медии ми па еве до ова. Сакам да завршиме епизода со нешто конкретно за сега оние што не слушаат. Да. Како подобро да се справуваат со дали е со ударот на информации кои што нон-стоп го имаме, или ја спомнавте и медиумската писменост. Кои се тие неколку работи кои што просечен македонец ако не слуша, може да ги превземе за подобро да не знам, да подобро може да ја свари ситуацијата како во државата, така и надвор? Да. Мислам дека тоа е многу индивидуално прашање. Многу е тешко да се даде некому глобална препорака. Во мојот случај прилично успеав успешно тоа да го направам со сите овие потези што ги наведов. Малку повеќе физичка активност, малку помалку социјални мрежи, малку помалку оптеретување со прашања кои не ти се во некаков делокруг на интерес. Апсолутно немаш потреба да знаеш што се случува во Ајова, така бидејќи тоа на крајот може стварно да ти излуди, тој степен на информации. Најдоброт совет кој можам јас да го давам од мој индивидуално искуство, кој за некого ќе функционира, за некого не, е луѓето да проценат колку можат да издржат. Ја во еден момент се надценив во Тамери и платив многу висока цена. Платив во еден момент многу висока цена, некаде околу мојата 38, 9, 40 година и сватив дека не можам да продолжам да плаќам таа цена затоа што во принцип не се исплати. Не се исплати. Можеш да процениш колку можеш да закасаш, условно кажано, во животот, така и колку можеш да соџвакаш. И не е срамота да кажеш ја ова не можам да го направам. Така,
Јас се откажав од еден голем процес и од големи пари за еден проект, кога видов дека начинот на кој јас пишувам, работам, ги формулирам, не знам, тие аналитички извештаи кои беа како продукт потребни, тоа беше Open Government Partnership, бев мониторинг механизам, парите беа страшни, неверојатно стимулативно, и после кој им реков втората година дека нема да го работам, мислам дека беа изненадени во централата. Зошто? Викам, вие не бевте задоволни од извештаите, викам, мојот стил на пишување, мојот начин на кој јас тоа го правам, вас не ви одговара. Вие имавте милион корекции, милион забелешки. Ние некаде нешто не се разбираме. И во такви ситуации човек не треба да биде суетен. Можеби едноставно процесот не ти лежи, не си ти за таа работа. И ја прв пат во животот си признав дека не сум за одредена работа и одбив огромна сума на пари за да продолжам да ги работам тие извештаи, затоа што сватив дека тој процес мене многу ме чини ментално. Ние имавме многу заложби преземено како држава, јас требаше многу заложби да измониторирам, со многу луѓе да искомуницирам, тоа беше огромна работа, каде што веќе парите не се прашање. Веќе е прашање дека ти тоа ментално не можеш да го истражиш. Така да луѓето треба едноставно да си го најдат овој work-life баланс. Не е за џабе на запад тоа толку голема тема, не за џабе постанати тренери и не знам курсеви и се што. Ние тоа се уште го правиме индивидуално, во разговор со пријатели, другари и така натаму, не го правиме, не го професионализираме тој процес. Можеби треба за некои луѓе да се професионализира, меѓутоа само така ќе можеме да се справиме со ситуацијата. Ако не наоѓаме ситни задоволства, тогаш забораваме зашто живееме. Така во таа трка за пари, подобар стандард, всушност не добиваме подобар стандард, така. Добиваме само полош стандард. И не мора да учествувате во секој процес, не мора се да знаете. Некогаш е сосема добро да се исклучите од некои работи, едноставно да не прифаќате предизвици кои нема потреба да ги прифатите. За крај, последните 4 прашања кои што секој гостин ги добива во подкастот. Кога последен пат се плаче? Добро, јас сум многу емотивен, вака емпатичен човек. Не се рачува на филмови кои ти се насол за точите, така. Сега прашањево од радост или од тага? Може и тоа. Од радост често ми се дешава, имам јас таков емотивен, како да кажам, софтвер. Меѓутоа неконтролирано од тага сум плачел, последен пат ќе се изненадиш, и јас изненадив, кога почина Коби Брајант. Да? Не знам зошто, мене тоа страшно ме погоди. И станува жена ми, јас бајлето на солзи, очите ми течат солзи. Шо ти она се вознемири, нешто да не ти се случило. Викам, загина Коби Брајант со ќерка му. И ми малце шок, знаеш, као, па добро, вика, тоа е страшно, вика, ама па сега, шо си толку вознемирен? Ја не можев да престанам, буквално. Мене ме погоди прва зашто ми е генерација. Мислам, малце глупо звучи, не сме иделе баш средно заедно, така. И вајда дека имам 2 женски деца, многу ме погоди фактот дека загина со ќерка му. Тоа неверојатно ме погоди. И почна неконтролирано да ми течат солзи, затоа што он е еден од ретките луѓе за кои сум станал од 3 саца бајле, да го гледам, тоа е она златна генерација. Знам дека пратиш НБА и пратиш и она што било и пред 10 и пред 20 години. Таа златната генерација на Лейкерси со Шекил О'Нил, со Дерек Фокс, со Роберт Хори, со Фишер, со Брайан Шо и така натаму. Фил Джексон на клупата се разбира. Јас сум станал од 2 од 3 да ги гледам, не сум спиел, сум одел на факултет и средно уморен, само за да ги гледам. И он стана символ на таа некоја човечка решителност, успех, желба за подобрување и некако животот му згасна така некако многу, како да кажам, контраинтуитивно. Таквите луѓе мислиш дека ќе доживеат 100 години. Бесмртни се. Да, дека се бесмртни. И он не е на некој начин бесмртен. Да. Меѓутоа само на символичен начин, за жал сите ние само на таков начин можеме да бидеме бесмртни. И тоа Сабајле ќе го запамтам по тоа што имав сериозен проблем да ги исконтролирам емоциите. Прво реков затоа што ми е генерација, затоа што е млад човек, тоа се случи колку 2-3 години веќе има поминато, може и повеќе, малку се губам веќе со годиниве после ковидот. Ми се споја во една цела приказна и фактот дека загина ќерка му со него мене многу ме погоди, многу ми предизвика така некоја тага. Иначе на филмови знам така понекогаш да се разжалостам и така да ми биде тешко, ама тоа како да кажам, тоа е друг тип на емоција, тоа е емоција која е ефемерна. Ова беше емоција која беше долготрајна. Мене ми беше жал со денов, ја не можев да се помирам дека идолот на моето детство, спортскиот идол, иако реков не сум ја баш некој спортски тип, дека загинал. Дека ете така му прекина животот банално во некоја несреќа во која не можеше да се случи во крајна линија. Така, ама ете се случи. Животот не бира. Тотално, некои работи се тотално рендом и тоа е тоа. Не, ја не очекував ваков одговор, дефинитивно Коби Брајант исто и за мене
Ја не очекував дека така ќе реагирам. Јас Да. апсолутно не очекував дека тоа толку ќе ме погоди. Ја не можев да престанам, тоа траеше со сати. Да. Со обмарамче, онака размрсуван, издепримиран, негативно расположен, дома ги насекирав сите како што се дешава со тебе. Абе, луѓе, викам, како да ти кажам, едини човек заради кој сум го обожавал да го гледам. Едноставно ми бил идол, не само спортски идол, како карактер, како цврстина, како детерминираност, како решеност да се постигне нешто. Како човек кој дошол од средно, така, направил кариера и он беше символ на човек кој не се откажуваше, до последниот кош не се откажуваше. Мамба менталитет. Посебен тип на менталитет, кој не е врзан толку со ароганција и безобразлук, као што или трештоген као што беше кај Майкл Джордан врзан, иако добро, имаш и кај Коби Брайант, fair share трешток, така сите тие големи звезди сакаат малку да ги провоцираат овие помладиве, и тоа е нормално, тоа е еден вид иницијација во НБА, нели? Меѓутоа фактот дека ти си се идентификувал со тоа, дека си станал да ги гледаш, дека си се одушевувал на неговата грациозност како играч, на неговата решителност и така натаму, те прави и после кога беше комеморацијата, Шекил кој збореше. Мислам дека сега подкастот ќе се расплачам. Тоа ми беше страшно, мислам, нешто прилично бев вознемирен така на некој начин. Можам аналогијата само да ја направам, иако тоа мене не ме погоди затоа што ја не ја слушав неговата музика, аналогијата беше на таа некоја масовна хистерија која кај нас се појави за Тоше Проевски. Јас не можев со тоа да се идентификувам, жалам што сум веројатно првиот или еден од ретките што ќе го каже, бидејќи јас не ја слушав неговата музика, јас немав некаков однос кон Тоше Проевски. Меѓутоа се сеќавам на час само почнаа спонтано луѓе да плачат. Ја викам, мајко му, толку ли сум досаден? Дали е можно да сум толку досаден што студентите ми плачат на час? Бев асистент или доцент, не се сеќавам. Вајда бев уште асистент бев уште. И после сватив дека загинал Тоше Проевски, прв пат видов една таква масовна сцена, и отприлика мене слично нешто ми се случи кога Коби Брайант загина. Луѓето се идентификуваат со различни фигури, со различни профили, со различни личности. Јас еве не се идентификував со Тоше Проевски на ниеден начин, можда една или две песни негови ми се допаднале онака у пролазу, што би се рекло, ништо посебно, меѓутоа можам да сватам емоцијата, апсолутно. Не, ја дефинитивно бидејќи за мене ја изразнав на Коби, на таа кошарка. Ја кога играм кошарка или кога гледам кошарка, најчесто го мразам се она што Коби е. Не сакам кош-гетери, сакам тимска игра, ама кога прв пат почнам да го гледам, немоеш ти се заљубуваш во него и после тоа кога дознаш повеќе и повеќе за него и што тој правеше и мене мислам ме купи највеќе и сега станува подкаст за Коби Брайант, мене ме купи највеќе кога ги скина лигаментите и отиде зедма и шутна 2 слободни фрлања против Warriors таму 2 не ми текна сега годината. Ама тоа ти да не можеш ти кинеш лигаменти. Посебен профил на луѓе кои се едноставно врвни и кои се тотално посветени на одреден процес и тоа е нешто што во крајна линија носи успех. Practice makes better, така. Добро, ја само би се надоврил за уште една приказна чисто за мене, кога збориме веќе го спомна и Тоше, мене пред неколку месеци, не знам дали испративте смртта на Дејан Милоевиќ. Ја знаев кој е. Мене, ја не знам зошто, ме погоди доста и смртта на Коби, ама ова беше друга кај што ти сакаш дека поблиску ти е веројатно и како менталитет и како и од Србија и Партизан и тренер пред некој месец му го слушав едно од последните интервјуи што ги има дадено на подкаст и си кажа животот е краток и треба да правиме се што можеме. Тој не загина во несреќа, тој едноставно почина како последица на здравствени проблеми, а очекуваш дека спортистите ќе бидат секогаш здрави, дека секогаш така се бавеле со спорт, па мислиш дека всушност многу од нив претерано се трошат и нивните тела после стануваат многу кревки. Врвниот спорт секогаш бара да платиш висока цена. Било што ќе правиш врвно во животот бара да платиш висока цена, така да тоа никогаш да не го забораваме кога им се одушевуваме на сите оние кои се врвни спортисти, врвни професори, врвни, сите тие плаќаат висока цена. Така да прашање дали сме ние спремни. Ако не сме спремни, тоа е сосема окей. Да. Која е најдобра инвестиција што и мислам веќе спомнаме што имаш направено за твоето ментално здравје? Да, тоа беше сигурно исклучувањето од социјални мрежи или нивното игнорирање, апсолутно, нема дискусија. И сваќањето дека
да земеш стамбер кредит не е најлошата работа што може да ти се деси, така, тоа го сваќаш многу драматично на почетокот, првите 5-6 рати гледаш ти се кине од плата, стандардот ти пропаѓа и после тоа се навикнуваш и станува онака сосем еден нормален процес. Меѓутоа факт е дека најдобрата инвестиција што сум направил е таа, дефинитивно, да малце си посветиш повеќе внимание на себе. Не во смисол да станеш себичен. Знаеш, луѓето често многу лошо ги интерпретираат категориите. Не е да си посветиш внимание на себе да станеш себичен кон околината, кон семејството, да станеш таков осамен и едноставно да ги отугиш сите од себе, него едноставно да се фокусираш за да изнајдеш сила, така, да можеш да функционираш. Второ, мораш многу добро да ги познаеш механизмите кои ти ги полнат батериите. Ако не ги познаеш механизмите кои ти ги полнат батериите, немаш да си ги напуниш батериите, за да можеш да функционираш кон светот. No. Така, мораш да си ги лоцираш во животот тие механизми кои те прават среќен, кои на некој начин, иако среќата знае да исцрпи, ако е она excessive happiness, така, а еуфорична среќа, меѓутоа кои те прават задоволен и кои ти прават некаков, како да кажам, те доведуваат во баланс. Да не се лажеме, битно е да имаш хоби, битно е, и мислам дека луѓето тоа многу го потценуваат, битно е да имаш стабилен љубовен живот, да имаш стабилен партнер, да имаш добра жена, така, добра сопруга, како што имам јас. И тоа е нешто што многу те стабилизира во животот и многу ти помага да продолжиш. Мислам дека луѓето го кажуваат тоа како процедурално прашање. Сакам да се заблагодарам во оваа прилика на мојата сопруга за тоа што беше добра и фина со мене. Не се работи за тоа. Треба есенцијално да ви биде функционален односот. А во ситуација каде што имаш огромни, како да кажам, притисоци екзистенцијални пред се, тоа не е секогаш лесна задача. No. Меѓутоа сме се избориле, сме се пребориле, мислам дека најтешката декада останала зад нас. Тоа е таа декада што вела меѓу 30 и 40 и сега може да се впуштиш во некој тип на релации кои може да бидат многу порелаксирани. Многу е битно да имаш некој човек до себе стабилен, така, кој ќе те стабилизира и многу е битно да знаеш кај треба да биде сличен со тебе, а кај треба да биде различен од тебе. Не е баш убаво ни да сте исти во сите работи, така, каде треба да се надополните, а каде синергетски функционирате. И тоа се тие некои ситни работи на кои луѓето им треба да имаш и стабилно семејство, моето пошироко семејство е многу стабилно, многу сплотено, немаме онакви размирици од типот меѓата е овде, меѓата е онде, станот на баба ми, станот на дедоти, не сме имале никогаш такви ситуации во семејството и тоа исто така многу битно за да имаш таква некоја социјална структура на пријатели и семејство на која можеш да се ослониш во ситуации кога ти е тешко, кога ти треба било каков тип на услуга, не дај Боже, пари ако ти требаат за некаков зорт и така натаму. И сите тие работи те прават постабилен за да можеш да се избориш. И тогаш не е лесно, и тогаш ќе има други предизвици кои ќе доаѓаат од други страни, ама ако имаш таков safety net во животот и ако не се раздаваш себе си премногу без потреба, тогаш веќе стануваш многу постабилен и можеш да газиш напред со тоа што треба и да знаеш каде одиш. Последната работа е веројатно да имаш некакви среднорочни и долгорочни цели кои ќе бидат реални и кои ќе ти представуваат некаков тип на задоволство да ги постигнеш. Така. No. И помалце гейминг. Помалце гейминг. Кога ќе се изнервираш малце да ти излезе негативната енергија, помалце гейминг тоа помага. Не претерувајте, така умерени количини. Во умерени количини, подобро таму да испукаш вишокот агресија, иако тука има една контраверза околу видеоигрите, дали создаваат или вентилираат агресија, мислам дека е многу различно за многу луѓе. Јас ја вентилирам агресијата, знам кирките стално ми се смеат кога играм, зашто тогаш цујам, колнам, викам, ама знаат дека тоа никош не го правам надвор од тој сетинг, така? Мајка шајка ќе го удриш мониторот, тастатурата малце вака 2-3 пати од маса и после си бајче, после си супер. Така да тоа е еден супер вентил да ти излезе негативната енергија, после тоа си супер татко, супер сопруг, добар другар, добар соговорник у подкаст и така натаму. Јас са бајли изиграв 2 партии, одма ми е боле. Јас сум така со гледање Партизан која игра. Никогаш ретко кога сакам со некој друг да го гледам, бидејќи мислам дека најлошите импулси од мене излегуваат тоаш. При спорт. Да. Кога гледам и поготово Партизан, бидејќи нели емотивно си поврзан со нешто и ја 2 титули на Вардар си гледав само спална, 2 финалиња у ракомет, баш за да не ме гледат луѓето како се брукам, пцујам, викам, навивам и така натаму. Од таа причина никош не сум изгледал цел тениски меч на Џоковиќ, не можам се нервирам. Голем фан сум и
Не можам. Порано на софаскор ќе го гледам резултатот, колку да се нервирам. Многу долго трае тоа, стресно ми е некако. Па добро, некогаш избегнување на тој тип на стрес помага, како да ти кажам. Непотребно си приредуваш. Сега во крајна линија, па сега Џоковиќ ќе земе парите, нема ја да ги земам така, нема потреба до толку да се потресувам, ама добро, фан сум сега, сите се идентификуваме. Да, имаш можност сега да се вратиш 10 години наназад, што совет сам себе би си дал? Престани да јадеш толку благо. Па ништо дека луѓето вообичаено во принцип би си дал совет дека само терај, добро тераш. Све што се случи во принцип нормално, и нервоза, и кавги, и понекогаш да си несреќен е окей, така. Можеш да само малку да порано да почнев да се бавам, малце по спортски тип да бев во животот, ќе ми помогнеше многу, и би си дал совет дека не знам, дека секој биде во ред, така. Вообичаено луѓето тој совет би си го дале, дека помладата верзија од себе би ја убедил дека секој биде во ред и дека ја би си го дал советот не се секој добро избрал животот. Бидејќи кога имаш две прилики во животот гениално да се зезнеш, кога бираш работа и кога бираш сопруга или партнер. За мене партнер се цигари, не го сакам тој збор. Партнер ми е многу деперсонализирано, кога ги речат партнер. Чекај се, имаш сопруга, дечко, имаш шо, имаш. Во моје време тоа се каже дечко, девојка, жена, маж или сопруга и сопруг. Така, мислам, тоа партнер некако многу деперсонализирано, многу правнички ми звучи, така како за во кривичен законик израз. И можеш да се зезнеш од две прилики, кога бираш работа и кога бираш сопруга. Ја мислам дека добро ги направи тие две работи. Така да све друго од тука натаму може да биде може да биде само подобро. Да. Така да ако тие две работи кои се фундаментални, добро, нормално тука има еден субјективен фактор кој не секогаш зависи од нас, здравјето да те служи колку толку. Некои здравствени состојби се надвор од наша контрола. Кај мене, фала Богу, сите лоши здравствени состојби кои сум си ги приредил бире заради моја глава и со моја одговорност. Ништо не ми се случило без причина, така да во принцип тој би бил советот, дека добро си избрал и само гази. Не се нервирај толку, ќе биде све окей. И на крај така е, апсолутно е така. Не има работи и можеш да се помириш една битна димензија во животот дека не можеш баш све да контролираш. Just let go во одредени ситуации, затоа што ако мислиш дека баш се можеш да исконтролираш, секоја поединечност на животот на твоите деца, на дома, не знам, на работа, грешиш. Некои работи едноставно можеш да пуштиш да се случат, независно дали се негативни. Така, можеш да оставиш да се случуваат. No. Тоа е тоа. Да. И за крај последно прашање, дали имаш нешто да ги прашаш оние сега што не гледаат и слушаат? Па како се? Тоа сакам да ги прашам, така. Битно е да си одговорат сами на себе, мислам, мене. Кај нас тоа е најчесто куртоазно прашање кое поминува со добре, така, нели? Луѓето да се живее некако. А јас стално се зезам кога ме прашаат како сум, тоа значи дека стареам чим употребувам такви фрази, викам памтам и бољи времиња, така. Тоа не значи дека си лошо. Тоа значи само дека памтиш подобри времиња, така. Ама во принцип, да, мислам дека тоа е многу, мислам дека од првото прашање кога почнавме веројатно најважното кое луѓето треба да си го постават и кога почнува некаква лична револуција во сечи живот, само под услов да е искрено одговорено. Така да се надевам дека слушателите се добри и дека после овој подкаст ќе бидат порасположени.